Почитуван председател на комисијата, господин пратеник Горан Милевски, почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитувани пратеници, почитувани останати колеги од министри од владата на Република Македонија, мене ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам на еден закон кој што заедно со сите останати чинители на економското живење во владата на Република Македонија го припремаме повеќе од 6 месеци. И мислам дека добивме еден ферментиран закон, еден ферментиран производ кој што отсликува реалната потреба на економијата во Република Македонија. Овој закон требаше да ја замени шемата на помош према компаниите која што ценевме дека е нетранспарентна, која што ценевме дека се потрошени многу пари во Република Македонија, а при тоа се помогнати само 23 компании, или поточно сите вие имавте сознание дека се потрошени во таа програма околу 225 милиони евра. И при тоа, значи, е направена една нелојална конкуренција да одредени компании имаат помош, други немаат помош, и затоа сакавме да направиме една транспарентна шема, еден транспарентен механизам кој што ќе направи општ пораст на целокупната економија во Република Македонија. Сега ќе одговорам конкретно на прашањата и ќе се обидам најконцизно и конкретно да одговарам. Зошто закон беше првото прашање на почитуваниот пратеник? Значи, закон заради тоа што да даде правна сигурност на инвеститорите. Еден од основните проблеми кои што ние во Македонија го имаме е дека можете да носите, и јас го стекнав како сознание во разговори со сите стопанственици, без разлика дали се странски или домашни, и мислам дека е важно да подвлечеме дека овој закон не разликува странски и домашен стопанственик, напротив, разликува само добар и лош стопанственик. Значи, она што го стекнав како сознание е дека сите тие бараат правна сигурност. Значи, вие можете да носите колку сакате мерки, ако компаниите не се чувствуваат дека имаат правна сигурност, односно не се третираат согласно законите, и доколку нема стабилност во државата, а за стабилноста мислам дека не треба да разговарам, сите знаеме што се случуваше минатата година и сите знаеме каков април имавме и како тоа влијаеше врз економијата. Така да, во таа смисла, тие два основни предуслова треба да ги обезбедиме. Значи, практично закон е за да го обезбедиме предусловот да сите имаат правна сигурност, бидејќи кога тој закон важи и кога вие по тој закон сте аплицирале, може понатаму владата да носи или да донесува и да менјава програми, но вие имате законска основа тоа да го побарувате во некој инвестиционен период. Поготово е тоа важно затоа што тој инвестиционен период е период во кој што не може да се случи преку ноќ. Значи, вас да направите една инвестиција ви треба 2, 3 години, 4 години, можеби, и вие треба да имате правна сигурност дека да, ова што денеска важи, ќе важи и по 2 години, и по 3 години, и затоа е потребно да тоа биде закон. И во законот се сите еднакви. Значи, тука со закон практично се гарантира дека нема никој да биде исклучок од тој, дека нема никој потреба да доаѓа кај нас во канцеларија да се договара за помош, тоа е многу важно, со што ќе се запази транспарентноста на постапката и ќе се избегне евентуалната корупција во тие делови, бидејќи секогаш кога вие на некој ќе му доделите дискреционо право да може да одлучува, дискрецијата е само второ име за корупцијата. Така да, со овој закон се дава правна сигурност и можам да објаснувам уште многу причини зошто е закон, но мислам дека ова се главните причини. На второто ваше прашање, кое што практично има и трето подпрашање или подпрашање има, а тоа беше околу сумата, али прво е кои компании ќе бидат, значи, опфатени со овој закон, сакам да кажам дека јасно стои во законот дека пред се треба да исполнуваат компаниите кои што ќе аплицираат за законот два основни предуслова. Првиот основен предуслов е предусловот да тоа биде компанија која што во годината за која што аплицира, а тоа сакам јасно да го подвлечам дека тие сега ќе аплицираат со завршните сметки од 2017 година, бидејќи тие се достапни на, како да кажам, институциите во државата, нели, во Управа за јавни приходи, во Централен регистар и така натаму. Тие беа предадени сега за сите компании до крај на февруар, за поголемите компании, нели, 15 март и крај на март. Значи, сега веќе ги имаме сите во Централен регистар
завршни сметки на компаниите и практично тие аплицираат со нивните резултати од 2017 година. И кои се двата предуслова? Двата предуслова се да во 2017 година не е зголемен приходот во споредба со приходите просечно 14, 15 и 16, значи во претходните 3 години, а вториот предуслов е да бројот на вработени, а во завршната сметка има просечен број на вработени во текот на годината, не биде намален во споредба со просекот од претходните години. Што значи, сакаме да помогнеме на компании кои што прават раст во државата, односно кои што работат добро, бидејќи нашата држава, мислам дека е изморена и премногу пари има потрошено на компании кои што се загубари, кои што пропаѓаат, на тој начин парите се потрошени, а резултатите никогаш не се видени и проектите не се реализирани. Така да, затоа е многу важно да оваа програма, кажеме дека е програма која што финансира резултати. Значи, сега, кои компании се квалификувани да бидат корисници на оваа програма, покрај тоа што треба да ги задоволат овие два предуслова, значи сите компании кои што работат на територијата на Република Македонија, без разлика дали нивните сопственици се домашни или странски физички лица или правни лица, се есто, но само има одредени компании и групации кои што не можат да бидат корисници на оваа помош. Зошто? Заради тоа што тие веќе на некој начин се бенефицирани и тие ги имате точно наведено во член 9 став 2 од законот, пошто јас го научив веќе на памет и точно знам каде тоа се наоѓа. Значи таму ви кажува дека компаниите кои што користат концесии, а при тоа не им е доминантна работа, да речеме, при тоа концесијата им е доминантна работа, тие не може да користат, тоа се рудниците, така. Понатаму, зошто ставивме да е доминантна, ќе објаснам покасно. Понатаму, значи, компаниите кои што работат со акцизна стока, бидејќи тоа не е во согласно со други нормативи, можеме и тоа да го дискутираме. Компаниите кои што се во делот на регулиран бизнис, да речеме таму каде што регулаторна комисија одредува цена, бидејќи нив веќе им го гарантира профитот, значи зборуваме за Елем, Мепсо, Евана и така натаму. Компаниите во делот на телекомуникационите услуги, кои што веќе, значи, на некој начин се заштитени, бидејќи државата ограничила број на лиценци што им дала и они имаат некаква заштита на нивниот профит. Компаниите понатаму кои што се во делот на финансиското работење, значи за банките, за осигурителните компании, така. Значи ние зборуваме, бидејќи тие веќе имаат на некој начин монопол во своето работење, значи зборуваме за реалниот бизнис, значи за бизнисот, односно за економијата која што е на реален пазар. Ние таа економија треба да ја поддржиме за да стане поконкурентна. Многу е важно да кажеме што поддржуваме. Може компанијата и да пораснала приходи, може компанијата и да зголемила или не намалила број на вработени, но доколку не инвестирала, таа нема што да добие назад. Значи ние бараме таа компанија да инвестира. Зошто? Заради тоа што основен критериум на оваа програма е да ја зголемиме конкурентноста на македонската економија. Македонската економија има проблем со конкурентноста. Таа мора да биде конкурентна визави целокупната економија во регионот и во светот, бидејќи ние за да обезбедиме GDP, тоа е многу важно, значи зголемување на бруто домашниот производ, ние имаме една шанса. Таа шанса е да ја пратиме формулата која што генерира зголемување на бруто домашниот производ, а таа има неколку компоненти, односно неколку области каде што може тоа да се случи. Едната област е областа да се зголеми домашната потрошувачка, но во земја од 2 милиона луѓе и со ограничена платежна способност, тоа тешко ќе се случи или тешко брзо ќе се случи. Втората можност е да се зголеми извозот. Управо тука сакаме да интервенираме, за да се зголеми извозот, треба македонските компании да ја зголемат својата конкурентност и да бидат конкурентни на меѓународниот пазар. Управо тоа сакаме да го стимулираме со овој закон и мислам дека многу успешно ќе го направиме тоа. И третата можност е да развивате инфраструктурни проекти, односно да го задвижите процесот на градење и ценам дека тоа ќе биде направено со други мерки на владата. Значи ова е практично овој закон треба да се гледа како поддршка во втората можност за зголемување на бруто домашниот производ, односно за зголемување на конкурентноста на македонската економија, за да истата може да се бори со цел свет. Знаете,
дека сите држави прават одредени мерки за помош на својата економија. Мислам дека ова е прв пат во историјата на независна Македонија после 25 години да економијата биде поддржана од владата и од државата за да може да се бори со целокупната економија во светот. Што се однесува до роковите, значи да, бидејќи имплементацијата, јас се надевам и очекувам и сите вас ве замолувам да овој закон што побрзо помине низ парламентарните механизми на демократијата и го изгласата на пленарна седница и после тоа кога ќе влезе во употреба и во реализација, значи веќе имплементацијата ќе оди брзо, веќе министерот во своето излагање објасни кои ќе бидат механизмите, да парите се одредени во буџетот и јас се надевам дека истите ќе бидат употребени и чак што више се надевам дека ќе ни требаат уште, ако треба уште, тоа само значи дека законот го постигнал својата цел ја постигнал. Јас се извинувам ако бев во моето прво излагање подолг, ќе гледам по следните доколку има прашања да одговарам по конкретно на одговорите. Ви благодарам за вниманието.